Има значи материја има. Добар ден, почитувани присутни. Ви благодариме на големиот одзив. Оваа година дефинитивно најмасовно присуство на овој наш величенствен собир во спомен и чест на партизаните кои се лекуваат тука во Катлановската бања. Јас сега, пред да почнеме со говоранци и пред да почнеме да се дружиме и да се запознаваме, пошто тука има толку многу здруженија. Има партии, има, ќе ги кажеме сите поединечно, има представници на општината Петровец, така да прво би сакал да ја слушнеме сите заедно и по можност, ако ја знаеме, да ја испееме македонската химна, а после тоа ќе почнеме со програма. Сега крапот ќе ни ја запее земја македонска, па ќе почнам сите да ја представувам и сите ќе се запознаеме, бидејќи сите се запишавме пред малку и ќе пробам сите да ве уважам и најавам. Добар ден на сите и чест празник
лесна им земја на овие овдека и да не се заборави. Тоа е најважно од се. А земја македонска ќе испееме затоа што е наша земја македонска. Се обидовме да почнеме со оваа песна, но химната е најважна. И сега јас ќе ве замолам сите заедно земја македонска. Може да дојдете таму. Почитувани присутни, сега би сакал да се запознаеме кои се сме присутни на овој собир. Прво ви благодарам што во толку голем број се одзвавте и сте присутни тука да го прославиме 8 септември, денот на кога излеговме на референдум и позитивно одговоривме на референдумското прашање дека сакаме да ја градиме Република Македонија.
Би сакал да ја поздравам делегацијата на општина Петровец предводена од Блаже Никчевски, кој е председател на Советот. Делегација на ВМРО ДПМН е предводена од пратеникот Тони Јаревски. Единствена Македонија председателот Јанко Бачев. Потоа имаме поддржувачи на борци НСДМ Кисела вода, Сојуз на борци Газибаба Петровец и општина Илинден, предводени од Трајче Ѓорѓиевски, Планинска убавина Сдружение, Свети Герман Сдружение, Македонски аманет Сдружение, Роднокрајно Сдружение за Горичани. Да го поздравиме Нестор и Милица, професорите Нестор и Милица Огинар. Да го поздравиме господинот Ицо Најдовски Перин, кој е македонски активист, живе во Мелбурн, Австралија, инаку е преселен и роден е во Македонија, но таму живее и твори и создава, кој е доктор по историски науки, и се надевам доколку господинот Сотир Лукровски, кој е председател на Сдруженијето Вмбел, и господинот Тало Груевски, кој верно не дружи едно 15 на години на сите овие настани. Почитувани присутни, ви благодарам за вашето присуство и можноста заедно со вас да се подсетиме на голготата низ која поминаа ранетите и починати партизани, борци на ДАК во граѓанската војна во Грција, лекувани во болницата во Катлановска бања 47-48 година. Почитувани гости, Сдруженијето Форум за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија Скопје по повод 74 години од крајот на граѓанската војна во Грција организира денес полагање свежо цвеќе во Катланово на споменикот на ранетите и починати македонци и грци кои беа лекувани во болницата во Катлановска бања. Борците кои се бореа против фашизмот во Втората светска војна и против монархофашистите и реакционерната проанглиска влада на Грција. Пред да почнам со пригодниот текст, да го поканам Ташко Јованов да ве поздрави, а потоа ќе одиме наизменично и со сите оние со кои се имам договорено да го поздрават овој собир. Повели Ташко. Ташко инаку председател на Форум за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија Скопје. Почитувани браќа, сестри македонци, во името на Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија, ви посакам добро дојде пред споменикот во Катлановска бајна. Овој споменик представа паметни за ранетите македонци, грци, партизани и борци на ДАК од граѓанската војна 1946-1949 година беа лекувани во болницата во Катлановската бајна 1947-1948 година. Едно строго чување е војна тајна. После речиси 70 години над 15. мај 2014 година за прв пат се одбележа споменик во Катлановската бајна. Се собираме секоја година и вечно помен и спомен на борците на ДАК, кои се бореа за слобода на Македонија од фашизмот. Во Втората светска војна, за жал, многу ранети овде починаа. Некогаш тука не замина. Нивната душа денес се со нас. Македонците заедно со грците поразија марокофашистата во Грција во Втората светска војна и во граѓанската војна, и затоа бараме права и слободи за македонците во државата Грција.
ја посветувам Европската унија дека Македонија, македонскиот народ беа делени по Балканските војни 1912-1913 година. Врз нив беше извршено геноцид. Бараме Брисел да ги исправи грешките, историските грешки за почитувани права и слобода на македонците во Бугарија и Грција. Отфрлуваме впишување бугарите во уставот на Македонија под бугарски диктат. Бараме Софија да ги спроведе одлуките од Европската суд за човеки права во Страсбург, за правата и слободата на македонците во Бугарија. Бараме рециприцитет однос со Грција и Бугарија. Така е. Браво! Браво! Повикувам се македонско помирување, обединување на одбрана на името на државата Македонија, идентитетот и на македонскиот народ. Ги почитуваме сите соседи, албанци, бугари, грци и срби. Бараме сите тие нас да не почуваат македонци. Вечна и слава на сите борци починете во Катланово, Ската бајна, на сите загините македонци во Втората светска војна, во Југославската војна во Грција, кои се бора за слобода на Македонија. Браво! Во Дединава одбележуваме 75 години од екзодусот на децата бегалци во 1948 година и 74 години од крајот на граѓанската војна во Грција. Во рамки на 6-та светската средба на децата бегалци. Нека ни е честит и вековен 8 септември, денот на независна држава Македонија. Благодарам на Ташко Јованов. Јас би сакал сега да прочитам поздравна телеграма од Обединети македонци од Канада. Почитувани. Организацијата Обединети македонци од Канада ве поздравува и се придружува на форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија Скопје во оддавањето почит пред споменикот подигнат во знак на сеќавање на загинатите и ранети македонски борци од Егејскиот дел на Македонија кои се бореа против фашизмот 1940-45 и во граѓанската војна 46-49 година против монархофашизмот во Грција за независна Македонија. Нека им е слава на сите македонци кои ги положија своите животи пред олтарот за ослободување на Македонија и македонскиот народ. Председател на ООМК Драги Стојковски. Тука испуштив да ја поздравам и Евгенија Николова од Николовска од Сдруженијето ТГЗ Југ. И сега можеме да продолжиме понатаму. Значи, во тие геополитички преместувања по разговорите во Москва Захријадис патува во Белград, влегува во концептот југословенска држава и сугестиите на Сталин се прифатени и одлучено е во југословенскиот блок, односно концепт да ја подржи војната во Грција. Донесени се заклучоци и било стакнато на македонците да им се признаат сите права како нација. Затоа во голема мера македонците од Егејска Македонија под Грција ги прифатиле со воодушевување и со силно убедување дека во новата борба најпосле ќе бидат остварени националните права како македонци. Комунистичката партија на Грција ги знаеше дека сонот на македонците во Егејскиот дел на Македонија е да се обединат со македонците во Народна република Македонија и дека живот даваат за таа кауза. Воената помош стигнува, борбите се распламтуваат, македонците гинат бидејќи дале збор, а грчките комунисти се почесто завршувале по затворите.
Бројот на ранетите партизани на ДАК секојдневно се зголемувал и малите и оскудни селски горски болници станувале претесни во Егејскиот дел на Македонија, а недостасувале медицински лица и лекови. Во април 1947 година македонската актуелна политика организира лекување на ранетите борци од граѓанската војна во Грција, припадници на ДАК кои се бореле за воспоставување на демократски социјалистички систем. Прво, прифатилиште за лекување на ранетите партизани од ДАК е местото викано Пониква на Осоговските падини во близина на Кочани. Во почетокот на ноември 1947 година болницата е преселена од Пониква за ранетите зимата 1947-1948 да ја поминат во Катлановска бања. И третата дестинација, каде се сели болницата, е местноста викана Јасеново, а се наоѓа на планината Бабуна во непосредна близина на Велес. Сега тука сосема е логично да си поставиме прашање за бројот на лекувани борци на ДАК во Македонија. Па од пролетта 1947-та до крајот на граѓанската војна 1949-та, низ трите згради на болницата за прифат и лекување на ранетите партизани, македонци и грци, поминаа 6316 ранети, на околу 2500 од нив им се извршени хируршки интервенции, на 200 од нив починале за време на операцијата, 146 починале за време на транспортот, а 46 биле донесени во состојба на умирање. Есента 49 година завршува граѓанската војна во Грција, главнината на ДАК од Грамос се повлекува во Албанија, Југославија и дел во Бугарија. Во текот на оваа војна загинале 51.000 членови на ДАК, од нив 21.000 биле македонци. Почитувани присутни, овој споменик е траен спомен за борбата против фашизмот. Стотици страни се напишани за голготата на македонците, стотици страни против политиката во која врши дискриминација, а во практиката постои селективен пристап и двојни критерии само спрема нас македонците. Сега би сакал да го поканам Ицо Најдовски Перен да не поздрави и да каже, да не подсети на овие настани за време на граѓанската војна. Да ги поздравам пред се представниците на политичките партии на Сдруженијата, а најмногу благодарност до Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија, што ме поканија и ми оддадаа таква почит да кажам неколку зборови. Она јас што го знам, што сум го истражувал, што сум зборувал со нашите македонци од Егејскиот дел на Македонија и уште еден поздрав ќе испратам од, така јас ја викам, мојата мајчичка од Романија, Доца. Таја секогаш не поздравува со мили ми мои македонци. Мили ми мои македонци, јас сакам да ви кажам дека ова место денес кај што сме навистина е чест да се дојди, да се одбележи 75 годишнината од неправдите врз македонскиот народ, од геноцидот врз македонскиот народ. Ово место не е правото место каде што ние денес треба да се собираме. Јас сакам да ви откриам од мојата докторска дисертација дека македонците во 1946 година од Америка, Канада, Македонскиот Американски народен сојуз, од Америка, Македонскиот Канадски народен сојуз, Македонскиот Австралиски народен сојуз собраа пари и беа донесени тие пари да се изгради болница во Битола. Во Битола. Човекот кој ги донесе парите преку Црвениот крст на Британија се вика Мик Веловски. Денес е 100 годишен човек, жив е Мик Веловски, живее во Сиднеј. Тој ги донесе парите од Австралија,
Канада и Америка овде во Скопје. Меѓутоа, што се случи? Јас не знам што се случи, но сепак ова го наоѓам во архивите на Британија, на Австрија, на Австралија и во другите архиви, дека парите нема да одат во Битола, дека нашите македонци, нашите партизани нема да имаат можност да се лекуваат во таа нова болница која требаше да се изгради за неполни 5-6 месеци. Значи 47 година болницата требаше да биде готова. И тие наши ранети, на кои им оддаваме денес почит, поклон до земја, затоа што се бореа за независна Македонија, ние го викаме македонско востание, а не граѓанска војна на Грција, нека ми простат другите историчари или моите колеги. Сепак тоа востание беше македонско востание за национално ослободување на македонскиот народ и целокупна Македонија. Она што се случи понатаму, после Втората светска војна, новите распределби, да не држам говор околу тоа, повеќе ме боли за геноцидот врз македонскиот народ, за протерувањето на децата бегалци, за откинувањето од мајчинските гради, од своите огништа, од своите куќи. Знаете вие како е тоа да се оддели. Вие сте дел тука, поголем дел од вас сте од децата прогонети од своите мајчински гради, од своите преградки. И зашто? Која беше вашата вина? Која беше вашата кривица вас да ве тераат во Романија, да ве тераат во Ташкент, да ве тераат во Москва, па во Полска, Романија, Бугарија, Југославија, да ве тераат во Канада, Америка, Австралија? И денес некој да седна тука и да прекрстуваат Република Македонија во Северна Македонија. Никогаш нема да го признаеме тоа име Северна Македонија. И не прославувам денес Северна Македонија, прославувам независна Македонија и јас со вас оддаваме почит. Вие што имате исто мислење со мене, ние оддаваме почит на паднатите македонци за слобода на македонскиот народ, вековната борба на македонскиот народ. Ние не се боревме да ослободиме монархо-фашистичката Грција. Ние не ги дадовме нашите жртви за туѓи држави и за туѓи интереси. Јас да ви кажам уште еден податок. Ако Битола е ослободена на 4 ноември, па знаете дека егејскиот дел на Македонија беше слободен, па ниту имаше германци, ниту имаше грчки војници таму, ниту монархо-фашистички. Првите 50 војници во Солун беа испратени од Италија, од Бари. 50 војници беа и тоа не беа англиски. Британија го испрати, таа бригада испрати од Индија кои беа во Италија. Оттаму тие отпатуваа во Солун и тогаш се случи и така наречената граѓанска војна, ја почна во Атина, па слегоа долу. Меѓутоа немаше кој да застани. Ние имавме еден лидер за мене кој, мислам имавме повеќе, како и Наум Пејов и Стојан Кочов, беше Бог да го прости, сега почина пред на 95-6 години. Тој беше учесник во војната 46-49 година. Меѓутоа, што сакам да кажам, да знаете? Сакам да знаете дека во англиските, во британските архиви постои говорот на Черчил, на Винстон Черчил, кој е мртво исплашен од македонскиот народ и вели над 30.000 куќи и сите села се комитски села во егејскиот дел на Македонија и ги кријат партизаните. И ги кријат македонците, етничките македонци кои не се грци, па ниту се бугари, па ниту се срби. Тие се борат за своја независност и ние спрема договорот во Јалта и во Техеран ќе треба поново да ги скротиме тие македонци. На тој начин беше скротувањето на македонскиот народ. Тука беше еден од најголемите команданти Илија Димовски Гоче. Илија Димовски Гоче, жал ми е, гробот му е распаднат ваму. Јас бев во Бутел пред 7-8 години.
Жал ми е што гробот му е распаднат на Илија Димовски Гоче. Јас поведувам активност во Австралија да направиме споменик. Илија Димовски Гоче го спомнува Винстон Черчил како еден од големите лидери и голема опасност дека влијанието на Британија ќе заврши некаде од Солун натаму. Меѓутоа сферите на влијание беа поделени поинаку. Сталин имаше сфери на влијание преку Србија и Бугарија. Македонија мораше гејскиот дел спрема нивните, нели, сили, мускули и наоружање. Гејскиот дел 95% требаше да припадне под влијание на Британија и на Америка. И што нас ни се случи? Погромот нас ни се случи. Не со нивна помош, вие знаете, не треба јас да ви кажувам, го измамија македонскиот народ. Ги измамија и партизаните, ги навлекоја од герилска војна, од криење по куќите, од криење по сламите и напаѓање, убивање монархофашисти или пак други војници. Ги повлекоја на Грамос, на фронтална војна. И таму, знаете вие, дека се употребија првите оние злосторства, оние напалм бомби кои се забранети против човештвото, злосторствата се направија за прв пат во векот и во светот врз нас, македонците. И кој го направи тоа? Го направи Британија. И ние денес бараме влез во Европската унија. Од која Европска унија? Па тие се истите монархофашисти. И кој нас ни помогни од нив? Ако ние сами не си помогнеме македонците. Па нема никој нас да ни помогне. Еве и еден збор таму да кажам, меѓутоа не сакам да бегам многу од темата на организаторите. Ние македонците мора да застанеме цврсто како што застанаа во Втората светска војна. Насекаде. Никола Парапунов и Иван Козаров беа првите што окренаа востанието во Пиринска Македонија. Никој не знае за нив. Кој ги слави овде во Македонија Никола Парапунов и Иван Козаров? Кој го слави овде ки Илија Димовски Гоче како еден од најактуелните и најактивни партизани? 9 години, 10 години човекот беше командант. 10 години, не една година. Не само тоа, него брилијантен командант кој што однесе толку победи да Черчил бил принуден да го спомене. Апсолутно, точно е така, пишува во архивите, го споменува по име и презиме. Меѓутоа сакам да привршам и да дадам подкрепа. Треба, ние, македонците, јас сум голем противник на Преспанскиот договор. За мене член 7 е уништувачки за македонскиот народ. Тие ставија граница. Тие што попишаа во терористички потпишаа во собранието. И сега ние од негочани натаму имаме ние Грци, Елени или Грци не постојат спрема уставот нивни, тие се Хеленик републик, Еленска република се, нема Грци. Е сега нашите луѓе на оне што ќе треба да му се исуши раката, потпиша дека тие луѓе таму се, односно ние сите овде, дека сме ние Елени со грчка култура од Александар Македонски па до денес. Е па каде го има тоа? На кој јазик јас зборувам? Па јас сум од оптичари од другата страна, тука до Негочани. Е сега, јас и вие од Крушоради, од Нерет, од Буфи и од другите села се разбираме денес? Е како вие сега зборувате, односно сте друга етничка група, друг народ? Треба да лафаме. Се извинувам, уште еден збор сакам да кажам. Значи членот 7, има крвно да се бориме против членот 7 од Преспанскиот договор и Преспанскиот договор не ни носи никакво добро. Нас ни го одземаат идентитетот, зборуваат, јас сум македонец овде, да, јас сум овде македонец меѓу овие планините. Меѓутоа, кога ќе излезам во администрација, во Обединените нации, во другите светски записници, каде што треба да постојам како македонски народ, граѓанин сум. Јас можам да бидам македонец во студиото таму каде што е метро на метро, или овде меѓу планините, како што реков. Да знаете, треба да се избориме. Ако ние не се избориме,
Сега не чека отворање на уставот. Отворањето на уставот со Бугарија. Член 5 од договорот со Бугарија, првиот договор што го потпиша 2017 година Заев со Борисов. Член 5 и член 11 од тој договор. Со член 11 нема македонци не признаваат бугарите. Не признаваат ниту грците. Значи немаме никаков реципроцитет. И тоа не е добрососедски договор. Ниту едниот, ниту другиот е во некаква полза на македонскиот народ. Треба да ги отфрлиме отфрлање и не треба отворање на уставот. Уставот наш не се чевлите женски, ќе ги менуваме денес со штикли, утре ќе ставиме други чевли. Па што е ова уставот на Австралија не е сменет од 1901 година? Носат нормално дека носат закони и предлози и така натаму, но уставот не го менуваат. И на крајот сакам да завршам со подкрепа, со отворање, она што спомна и Александар, Маркова нога, отворање на граничниот премин. Ако е преспанскиот договор така добрососедски, зошто не ни ги отворат границите? Зошто не ги сменат таблите да пишуваат во Македонија? Ајде тие нека пишуваат како што сакаат, ние за нас е Македонија. Јас со сите сили, еве, изјавувам и барам и ги подкрепувам Маркова нога час поскоро да се отвори. Дали од северните сегашните или па од некоја друга влада која ќе дојде, без разлика, значи тоа треба да се стори. Понатаму имаме и уште еден пат, некаде кај Живојно, кај нас таму е. Исто и Меглен. Да, кај нас, затоа велам кај нас, кај Живојно и Бач, Овчарани, Меглensко од другата страна, таму е мојот крај. И викам, и таму треба да се направи, затоа што нашите нивје се наоѓаат од другата страна. На нашите македонци од таму се наоѓаат од оваа страна. Значи треба тука да се треба да бараме. Ако не бараме, нема да се оствари тоа. И уште една работа што сакав да кажам, музеј, институт за некако во една иста слика, она што се борат евреите. И ние треба да си направиме за екзодусот на децата протерани. Имаме милиони слики, имаме живи луѓе. Нас ни одат живите луѓе. Јас водам радио програма 28 години. Сум правил интервјуа со сите, со вака овие луѓе што се попознати во политиката. Меѓу другото, имам направено повеќе од 150 интервјуа од децата бегалци, прогонети. Дали се од Ташкент, дали се од други места. После оваа наша прослава, одбележување, поклонување на нашите македонци паднати за слободата на целокупна Македонија, за слободата на македонскиот народ и на независна држава. И честит да ни е празникот, меѓутоа онај од 91 година до промената на името наваму. Јас не чувствувам држава слободна. Јас чувствувам дека сме некој протекторат, туѓо име, туѓо презиме, и не се наоѓам себе си во таа држава. Да ни е жива Македонија и македонскиот народ, и за секогаш да останеме единствени, само единствени ќе победиме. Благодарам. Не е проблем. Он е научен на подолги емисии, така да знае да го промаши терминот, али добра беше беседа, да ти благодарам. Она што фактички нас ни недостасува во македонската историографија. Иако веќе првите чекори во овој правец се направени, е комплексно проучување на политичкиот и војниот аспект на граѓанската војна, посебно во контекст на влијанието на надворешните фактори, политиката на големите сили, Соединените американски држави, Советскиот сојуз, Велика Британија, како и политиката на балканските комунистички земји. Па од тука се појавува прашањето, за да го составиме мозаикот, дали во денешни услови ние македонците треба да формираме институт кој сериозно ќе се зафати со темелно документирање на овие големи движења,
како воени, така и политички. Така ќе стигнеме до моментот кој сега им го дава правото на грците да располагаат со територијата и имотите на македонците под денешна Грција. Така ќе стигнеме до вештачкото затварање на македонците, како да живеат во концлогор, затворени од сите страни. За нас, влегувањето во Европа е отварање на граничните премини кај Маркова нога, во Преспанско, на Кожув во Мегленско, кај Алшар или пак преминот Клепало кај Берово. Се појавува прашањето кое чекаше наред над 70 години. Дали врз македонците е извршен геноцид, во кој се подразбира систематско уништување и истребување на определена група на луѓе поради расни, верски или национални причини. Во текот на Втората светска војна се вршеше геноцид на еврејскиот народ, но во граѓанската војна во Грција се вршеше геноцид и врз македонскиот народ. Грамос гореше од напалм бомби кои беа изфрлени од англиските авиони и падна во раците на грчката армија, предводена од реакционерната проанглиска влада во Грција. Денес, на ранг на недемократски чин од највисок степен, се уште трае бркањето на македонците од страна на грчкиот режим. Денес се ставаат црни печати во пасошите на македонците и недемократски, а легално не се примаат непожелните во Грција. Сакам да ја искористам приликата, пошто малку покасно дојде господинот Гордан Јорданов, директор на Обединетата македонска дијаспора ОМД од Вашингтон. Сакам да го поздравам и да пријавам дека е пристигнат. И покриваат партнерствата на ОМД со македонските малцински заедници во Албанија, Бугарија и Грција, но исто така и во Република Македонија, односно во земјите на Југоисточна Европа. Па би сакал да го поканам да не поздрави. Преубав говор на нашиот претходник и јас би сакал како млад човек да се осврнам на една позитивна слика и да погледнам на иднината. Ние сме сите тука собрани, колку сме, толку сме, многу ни фалат и многу сме расширени низ светот. За жал се повеќе ни има надвор отколку внатре во државата, но морам да истакнам дека за сите овие работи кои што не прогонуваат, мачат и не водат по многу потешки патишта од оние кои што ги замисливме, Македонија не може да биде ниту лева, ниту десна. Македонија мора да биде обединета, заради тоа што само така сме најсилни и само така се разбираме едни со други. Ние ништо не бараме повеќе од сите други земји. Ние ништо не бараме да бидеме некакви посебно третирани, но бараме да ни се зачуваат човечките права и да бидеме респектирани од сите земји членки, од соседството и пошироко. Затоа нашата организација оваа година организира форум во Солун на 21 и 22 октомври, каде што ќе дадеме значење на протоколот кој што е потпишан во 1923 година и кој што Грција гарантира зачувување на човековите права, каде што потписници се сите оние големи сили кои што биле во тие години. Како и да е, ние продолжуваме да ги застапуваме човечките права пред се, да ги заштитуваме луѓето од било каков етнички аспект, но македонците тоа го знаеме најдобро. Затоа да подадеме рака и професионално да се избориме на интернационално ниво за нашите права, нашите човечки права и признавање на македонскиот народ. Сите овие документи, подпишани во минатите години, знаеме сите дека не се правилни и дека не го заштитуваат македонскиот народ. Затоа ќе мора одново да се бориме и да правиме напори, каде што ќе докажеме еднаш за секогаш дека нашите вредности, нашите погуби на човечки животи, нашите поделби не донеле до ова. Сега е момент на обидување и сега е момент да одиме напред. Сите ваши потомци, младите генерации, треба да разберат за тоа што вие сте минувале, што вашите фамилии минувале, за да не го заборават, но го почитуваат за во иднина. Ви благодарам,
да е жива Македонија, да сте живи и здрави. Пред да положиме цвеќе, само би сакал да го поканам господин Сотир Лукровски, председател на Сдруженијето Вомбел, да не поздрави. Имам уште неколку реченици и преминуваме на полагање на цвеќе. Добар ден на сите, почитувани гости, драги домакини, мили мои беломорци, драги браќа и сестри македонци. Чест ми е што на ова место можам да ве поздравам во името на Сдруженијата, на Скопските Сдруженија, на нас македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија. Нека ни е честит 8 септември, денот кога пред 32 години се оствари идеалот на илјадници наши борци за слобода, независност на државата Република Македонија. Нашите борци се во стожерот на оваа држава, нашите жртви кои ги дадовме низ годините. Нема семејство од Егејскиот дел на Македонија која нема дадено своја жртва во Илинденското востание, народно-ослободителната борба и во граѓанската војна во Грција. Мене лично ова место и моето семејство го поврзува и со една наша приказна, имено мојот дедо Јани Лукровски, 1947 година се ранува во една битка со монархо-фашистичкиот непријател и завршува овдека во оваа тогаш партизанска катлановска болница. 48 се враќа назад, како и сите тогашни кои одвај чекале да ги залечат раните и да се вратат назад да ја продолжат борбата. За жал во април 48 загинува кај местото Богатско во Костурско и неговото тело е влечено низ костурските улици да се заплаши нашето македонско население да не го прати трендот на револуционерите. Денеска не му се знае гробот, посмртно одликуван во чин мајор, прогласен за народен херој и една улица во автокоманда и ден денеска го носи неговото име. Затоа, ние македонците од Егејскиот дел на Македонија имаме одговорност и денеска да застанеме на браникот на нашата држава, да не дозволиме неразбрани трговци да ја обезличат, да ја распродадат и да не вратат онаму каде што бевме претходно. Ние имаме обврска на нашите деца да им го пренесеме заветот, да им ја пренесеме идејата да продолжат понатаму, затоа што ни се покажува дека се уште ќе имаме предизвици и битки. Ви благодарам на сите, нека е вечен спомен од новие луѓе кои ги оставија тука своите коски. Ден денеска не им се знаат ни местата каде се точно погребани и нека ни е вечна Република Македонија. Ви благодарам. Македонците платија прескапо со крв во граѓанската војна за демократска Грција за национална слобода, па денес имаме заблуди, многу заблуди и прашања на кои треба што поскоро да се осврнеме сите заедно. Почитувани браќа и сестри, ако сме обединети во овие тешки времиња за Македонија и со додавката која отфрламе, пак ќе останеме само македонци. Голема благодарност и до сите поединци кои волонтерски и несебично помогнаа да се реализира оваа средба. Исто така, од ова место им се заблагодаруваме на сите активни чинители и линденци, партизани, поедини правни субјекти и политички партии кои ни го возложија правото да се чувствуваме горди што сме македонци. Денес да положиме цвеќе на паметникот кој го подигнавме на 15 март 2014 година во соработка со општината Петровец во сеќавање на борците и ранетите партизани македонци и грци кои се бореа против фашизмот од 1940 до 1945 и во граѓанската војна во Грција 1946 до 1949 против монархофашистите и реакционерната проанглиска влада на Грција и да им оддадеме вечен почит и благодарност. Јас сега само би сакал да, пред да ги тргнам микрофоните,
да го најавам мојот другар Джина Папас Джокси, кој е тука присутен меѓу нас и исто во оној момент кога ќе ги положиме цветињата ќе настапи, бидејќи само он не беше најавен. Му благодарам што дојде и не удостои да биде заедно со нас. И ви благодарам на сите кои бевте присутни на овој собир. Ние жива Република Македонија, да сте вие здрави и живи и да се гледаме долги години да прославуваме. Благодарам за присуствие. Делегација на Форум за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Делегација на општина Петровец предводена од господин Блаже Чевски. Делегација на ВМРО ДПМН е предводена од господинот Тони Јаревски, пратеник. Делегација на Единствена Македонија предводена од господинот Јанко Бачев. Делегација на Обединета македонска диаспора предводена од господинот Гордан Јорданов. Делегација од Сдруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија, Герман, Загоричани и Вмбел. Делегација на сетинци и побединци. Колку има? Колку има? 84? Има доста година. Нели? Ај, дај Боже. Дај Боже, дај. Сега ќе дојде син ќе ја колку. Уште малку. Тука негде. Па се гледате си повително. Го поканувам господинот Трајче Ѓорѓиевски, председател на Сојуз на борците, Газибаба, Петровец и општина Илина. Со господинот Трајче Ѓорѓиевски почнавме да сработуваме и се надевам дека ќе имаме плодна соработка во блиска иднина. Делегација на Сдруженијето Македонски Аманет.
Делегација поддржувачи на борци на СДМ Кисела вода, предводена од господјата Ристевска Павлина. Доколку некој не е пријавен, повелете, положете цвеќе. Да. Јас сум Атина Саздова. Господја Атина Саздова. Ви благодарам за присуството. Кој има обврски може да ги следи своите обврски. Ние ќе останеме да се дружиме со пригодна забавно-културна програма во изведба на нашиот другар и верен поддржувач Крапот и на Нацка, а тука е и Джокси. Така да со ова прекинува првиот дел од програмата. Вториот дел од програмата ќе го отвориме со една пригодна и убава песна посветена на македонците од егејскиот дел. Така да јас би одел сега тука со една музичка номера и после тоа Крапот ќе прекине, па идеме со песна. Ви благодарам. Thank
Крапот и Нацка имаат голем репертоар, ќе се дружиме со нив. Сега додека сме сите собрани, би сакал да ја замолам господја Планинка Светлана Жајга од Планинска убавина да ни ја прочита нејзината песна. Абе, джук си да запееш. Ако, сликајте се. Ајде, бојте, сега се сликаме, па после ќе кажем. Абе, да запееш. Почитувани присутни, како оделенски наставник, кој работеше 38 години цели, ги учев и воспитував моите деца да го сакаат ова парче педа земја, да го сакаат, да го чуваат, да го бранат, но како? Со ум, разум и знаење. Почувствував утрово потреба да напишам една песна за децата бегалци. Јас сум чисто крвна македонка, не потекнувам од егејскиот дел, но во мене се раѓа некое чувство за ова татковина, за ова парче педа земја, кое треба сите да си го сакаме, да си го браниме. Но кажав дека треба да го браниме со ум, со разум и знаење. Ке ви ја прочитам песната која утрово ја напишав толку брзо и едноставно, затоа што чувствував во душата дека треба нешто да напишам и да го презентирам тука пред вас. Песната носи наслов Дете бегалец. Тешко е да си бегалец, дете, избркано од родното огниште негде, голо и босо, без да знаеш каде. Зошто ли постоела толкава злоба да избркаш дете во таа глува доба? Во туѓина тоа дете да се скраси и од злобни луѓе да се спаси. Браќа и сестри, расеани сегде, секој нашол некој ќоше во туѓина негде. А болката и тагата во душата ги меле за родното огниште и грудка земја од дворот да земе. Да мечтаеш цел живот за татковината своја, за мир да завладее во душата твоја. Зошто ли постоело и постои такво време да избркаш дете и да го одвоиш од неговото семе? Ви благодарам многу и би сакала да ви пратам една порака. Чувајте го, бранете го и сакајте го ова парче земја. Само така ќе продолжиме во иднина како македонци. Доколку не се почитуваме меѓу себе, тогаш нема иднина за нас. Затоа сакајте се, бранете се, градете го ова парче земја, за да во иднина бидеме тоа што сме бие, што сме сега и што ќе бидеме во иднина. А тоа сме горди македонци. Благодарам. Пошто при крај сме, на крај сме, сакам само два збора да кажам од општинските организации на Сојузот на борците при општина Газибова, Петровец, Илинден и Кисела Вода. Многу ни е драго и ве поздравуваме што сте во овој голем дел присутни. Благодарност од општинските одбори на Сојузот на борците. Треба да се почитуваме, треба да бидеме сложни, да не ги повторувам приказните што ги кажат другарите, ни фали единство, македонско единство. Ние треба да бидеме сложни браќа и сестри. Ако не сме сложни, гледате и ова Македонија, среќен празник денеска. Денеска е 8 септември, голем ден, што се бореа, што погинаа, околу 30.000 партизани погинаа за оваа слобода. Не им даваме почит. Треба спомениците да ги гаиме, да ги
да ги негуваме, да се сплотуваме, да бидеме присутни, да бидеме што поголем број. Денеска ние дојдоме од Сојузот на борци при ова подржувачи и симпатизери што се овдека да одадеме почит на овие борците од Егејска Македонија што го дадоа својот живот за слободна Македонија, меѓутоа не успеа од големите сили. А ние ова слободна територија што ја имаме и таа, ако не сме сложни, и таа ќе ја дадеме за без пари. Благодарам, вечна им слава на сите. Живи и здрави. Бидејќи ги исцрпивме поздравите, сега го поканувам Джокси. Ало. Ајде. Добар ден на сите. Јас сум дете на дете бегалец. Мајка ми се викаше Евгенија, по неја ја крстив и керка ми Евгенија. Инаку од село Ранци сме. Тоа му доаѓа некако Кајдарска општина, така нешто. Кајдарска. Некаде пред едно 15 години имаше избор за Евровизија, кој го организираше Македонската радиотелевизија. Направив тогаш една песна со работен наслов Ранчанско оро. Во оригинал е Златни жици. Па би сакал сега да ја чуем. Лаги везам тишина од сон до сон, со вино полнам празнина, пак сум прашина, црни птици и бело поле како кошула, златни жици најстаршти и дим. На копно барам светилник од бол до бол, на цидот тропа часовник, мојот паметник. Драги жени и љубов свитка на копрашалник, златни жици Божји глас и јас, и јас, и јас. Добро, има ранчани доста. Што сакав да кажам? Каде е Александар? Александар? Аце! Само да сликам.
Ти благодарам човек, а? Ovo je isto rančanac. Ете, rančani уште. Сакате да кажете? Ајде. Музика! Добар ден. Јас сум професионално деформиран професор, мене звучници не ми треба. Ќе ме слушат. Георги Димировски се викам, од село Нестран, Костовско. Израснав во тоа што израснав, меѓутоа, за овој собир е важно дека мојата репутација научна, кај што имам светска, ја употребив за декларациите на децата бегалци од Егејска Македонија да бидат предадени во Страсбург, уште кога се рушеше Југославија. Јас бев тој што ги отвори вратите, бидејќи во тоа време бев функционер на Европска научна фондација. Можам само да ви кажам дека сум еден од ретките за кои големата издавачка куќа втора во свет, Шпрингер Ферлак, има објавено двотомна монографија со прилози од научници, признавајќи моите научни прилози. Но, ова е зашто се осмелив да барам збор, за да знаете. Меѓутоа, ова што сакам да ви го прочитам не е мое. Тоа нашите здруженија на децата бегалци во Чешка и Полска организира изложба на границата меѓу Чешка и Полска и филм кој го завршуват со послание на еден од најпознатите писатели на сите времиња, покоен е, Милан Кундера. Извадокот е од неговиот роман кој го напишал на француски и во избеглиштво после инвазијата во Чешка. Романот носи наслив Неподнослива лестотија на постоење, преведени на сите. Меѓутоа, ова се неговите зборови. Тие се напишани во одбрана од германизацијата на Чешка и Моравија, односно Бохемија и Моравија. Народите ги уништуваат, ликвидираат на тој начин што ќе им биде одземено сеќавањето. Ќе им се уништи книгите, образованието и историјата. Некој друг ќе им ги пишува книгите и ќе им ги даде ново образование и ќе им измисли некоја поинаква историја. И народот постепено заборава што бил и што е сега, а светот околу него тоа ќе го заборави уште побрзо. Тоа се зборовите на Милан Кундера. Она што уште нешто, она што се случило само еднаш, е како да се случило не еднаш. Тој е познат и како историчар на можните случајности во историјата и неможните. И ова што мојата маленкост сака да ви го пренесе, затоа да ги паметиме и оставиме повеќе димензии на нашите животи, на секој од нас. Повеќе димензии во секој поглед. Некој со една работа, друг со друга работа, некој со поезија како господјата, јас со она што сум знаел да го правам, и со повеќе од 10 доктори во Македонија и повеќе од 70 докторанти по цел свет. Она што го правиме во животот, сепак ќе одзвенува како ехо ако му оставиме повеќе траги. Секој од нас, секој со својата работа. Благодарам. Не, Ранчанец ми е зетот Александар. Тој е од Ранци, неговиот татко е од Ранци. Добро. Убава прилика да се запознаеме. Значи, голема благодарност за организирање на настанот до градоначалникот на град Скопје господја Данела Арсовска, до градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, со кој заедно го изградивме споменикот,
Благодариме на управата на Каталонска бања и на превозникот јавно сообраќајно предпријатие. Со ова говоранција завршуваме. Микрофоните му ги предавам на Крапот и на господја Нацка. Одиме со името ни е Библија и понатаму сте во раците на Крапот. Од мене пријатно. Името ни е во Библија. Ајде, македонци! Земја
тешко, болно, да не се повтори. Македонија. Нека знаат зверовите, ќе ги гонат ритовите, ќе ги гонат патиштата, ќе ги гонат огништата. Никој од нив не праша, што ќе биде судба наша. Сино небо место стреа, горки солзи место смеа. Никој од нив не се праша, каде вода ќе пиеме. Никој од нив не се праша, каде ќе спиеме. Никој од нив не се праша, брат со сестра